Да ги погледнеме најавите за денешните настани. Изработката на зелен катастар на општина Охрид влегува во понапредна фаза. Охријанката Маја Протугер преку дуално образование и грант отвори сопствен бизнис. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот дел од вториот меѓународен саем Винска визија Отворен Балкан. Дваесет лица загинаа во пожар во северниот дел на Кина. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес по свежото утро во текот на денот имавме умерено облачно време со повремени сончеви периоди и максимална дневна температура од 16 степени Целзиусови. Во петок на Британските острови и северозападна Европа, како и во крајните источни и југоисточни предели од Европа, ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Во областа на Алпите и во источна Европа, како и на планините на Балканот, се очекуваат врнежи од снег. Во останатите предели од Европа претежно стабилно време со локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и постудено со пад на дневните температури. На планините со врнежи од снег, максималните дневни температури од 10 до 19 степени. Во Македонија во петок ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди. Во попладневните и во вечерните часови нестабилно време со врнежи од дожд и продорна постудена воздушна маса. Прво врнежите ќе започнат во северните и северозападните предели, а во вечерните часови ќе се прошират и во останатите делови. Над 1700 метри со врнежи од снег. Во текот на ноќта врнежите ќе продолжат и снежната граница ќе се спушти на 1200 метри надморска височина. Ќе дува засилен југоисточен и југозападен ветер кој што ќе достигне брзина и до 25 км на час. Минималните температури од -1 до 8 степени, додека пак дневните од 8 до 18 степени. Во Охрид во петок ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Во попладневните и во вечерните часови нестабилно време со врнежи од дожд и пад на температурите. Врнежите од дожд ќе продолжат и во текот на ноќта петок кон сабота. Минималната температура од 4 степени, додека пак дневната до 14. Во Охрид во сабота во утринските часови врнежите од дожд ќе престануваат и во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со локална облачност. Минималната температура од 2 степени, додека пак дневната до 9 степени. Во недела и понеделник постуденото утро со температура од -1 степен. Во текот на денот претежно сончево време со локална облачност и максимални 8, односно 11 степени. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, веќе 50 години со вас. Единствени во регионот работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, односно суво чистење, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини и органи на душеци и прекривки. Традиција и квалитет веќе 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Општина Охрид влегува во понапредна фаза во изработката на зелениот катастар. Основна цел на овој проект е заштита на животната средина, подобрување на управувањето со јавното зеленило и ставање крај на жртвувањето на зелените површини во корист на градежни парцели. Зелениот катастар е јавен документ и како таков следната година ќе биде достапен на јавноста. Општина Охрид влегува во понапредна фаза на изработка на зелен катастар, односно попис на вкупното зеленило на подрачјето на општината. Проектот за изработка на зелениот катастар согласно Законот за урбано зеленило започна минатата година и до овој момент мапирани се зелени површини, дрвја, грмушки, парковска инфраструктура, како и дрва споменици на природата на просторот од булеварот Туристичка јужно до Охридското езеро, од клучката на влезот на Охрид до Билјанини извори. Зелениот катастар како лична карта со податоци за секое едно поединечно дрво и зелена површина треба да го спречи непотребното сечење или оштетување на дрвјата и уништувањето на зеленилото. Важно е бидејќи ќе се утврди површината, квалитетот на зеленилото што е во функција, а се со цел понатаму да се спречи пренамена на ова зеленило за градежни парцели. Проектот за изработка на зелениот катастар го спроведува секторот за животна средина. Станува збор за комплексен проект кој опфаќа снимање, геореференцирање и ажурирање на податоци, како изработка на просторно лоцирани реални ГИС бази на податоци. Снимањето и инвентаризацијата на теренот, која подразбира попис на дрвјата и грмушките со собирање податоци за видот на дрвото, неговата здравствена состојба, големина, ширина и неговата точна местоположба, ќе биде заокружено со изработка на ГИС апликација за преглед и управување со јавното зеленило. Зелениот катастар е јавен документ и како таков во последната фаза ќе биде достапен на јавноста. Треба да се нагласи дека во наредниот период, јас мислам до крајот на наредната година, сите овие податоци ќе бидат во електронска форма, ќе биде изработена веб страница и во која ќе можат граѓаните да имаат увид, значи во реално време увид што се случува со зелените површини,
а како што реков, сето тоа ќе биде од помош на сите институции да носат благовремени и односно оправдани одлуки во креирањето на нивните политики. Во најнапредната фаза се предвидува и можноста граѓаните да можат во катастарот да го впишат и зеленилото од сопствените дворови. Зелениот катастар ќе биде континуирано ажуриран со дополнување на новото зеленило, ново насадените дрвја, но и со податоци за исечените дрва и намалувањето на зелените површини. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Македонија е дел од вториот меѓународен саем Винска визија Отворен Балкан, кој се одржува во Белград. Во периодот од 16 до 19 ноември во Белград, Србија, се одржува вториот меѓународен саем Винска визија Отворен Балкан. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Македонија на репрезентативен штанд подготви богата програма која има за цел подобро да ги позиционира македонските културни, природни и традиционални посебности. Концептот на Отворен Балкан е со реални можности за сите држави кои ја споделуваат оваа економска визија, која ќе создаде конкурентна дестинација во многу аспекти од туристичката индустрија. Агенцијата за туризам продолжува со туристичка соработка, реализација на информативни патувања, обележување и создавање на вински патишта, аплицирање на ИПА проекти со фокусирана медиумска кампања и промоција на еногастро концептот во рамките на регионот и очекува до 2025 година зголемување од 50% на гостите и ноќевањата од земјите на Отворен Балкан, изјави директорот Јаневски за српска политика и телеграф. Преку дуално образование и грант од Агенцијата за вработување до самостоен бизнис. Инспиративна сторија за 21-годишната охриѓанка Маја Протугер. 21-годишната охриѓанка Маја Протугер храбро започна свој бизнис преку програмата за самовработување со гранта на Агенцијата за вработување во висина од 5000 евра. Таа го уствари својот сон. Учеше во стручното училиште Свети Наум Охридски во козметичкиот смер, каде што преку програмите за дуално образование успеа да стекне 6-годишно работно искуство. За денес во собствен салон да оствари самовработување и самостојно да нуди фризерски и шминкерски услуги. Вели сака да им биде инспирација на младите да се охрабрат и да го направат првиот чекор. Грантот, освен што финансиски премногу помага на младите бизнисмени, исто така имат и многу стручно објаснување за некои детали во бизнисот, во кои што треба добро да ги прочитате и да навлезите. Доделуваат многу добри книги и учебници во кои што може да научите и да се снајдете премногу во новиот бизнис, бидејќи нас како млади бизнисмени ни треба поддршка и премногу успех во тој нов бизнис. При тоа што го доделуваат грантот со финанси, исто така помагаат и за многу работи кои што се навлезени во бизнисот. Ве поучуваат на многу работи кои што ќе ви се најдат. Да ви бидам инспирација, на 21 година отворив салон. Ако можам јас, можете и вие, бидејќи кога се сака, се може. Стручното образование е основата, каде што се става темелот на предприемачкиот дух кај учениците, а целта е тие да се задржат во земјава. Денес вистина има многу голем интерес за стручните смерови. Многу е важно за да дојдат младите да изградат свој бизнис. Во нашето училиште има повеќе смерови, имаме козметички смер, сообраќаен, електро смер и машински смер. Значи, одскочна даска име за да продолжат да понатаму во животот со свој бизнис. Крајната цел во суштина е да ги задржиме во нашата земја, да не ни бегаат младите во странство. Дуалното образование и грантовите за самовработување се покажаа повеќе од успешни. Во југозападниот регион во земјава последнава година се отворени повеќе од 500 нови фирми. Мултиетнички фестивал за деца Струга 2023 по 13 пат. Собраните средства од влезниците ќе бидат наменети за хуманитарни цели. Утре, 17 ноември, во големата сала на Центарот за култура Браќа Миладиновци во Струга по 13 пат, со почеток во 12 часот, ќе се одржи мултиетничкиот фестивал за деца Струга 2023.
Оваа година на фестивалот ќе настапат музичкото основно училиште Тодор Скаловски Тетоец од Струга, бендот Last of Us, дел од фестивалот за деца Распеано рибарче и К2 звездички од Охрид, културно-уметничкото друштво Шпреса од Велешта, културно-уметничкото друштво Делогожда, Луеса Рушани и Дилара Реджепи со исполнување на детски песнички. Организатор на фестивалот е Центарот за култура Браќа Миладиновци од Струга. Оваа година фестивалот има хуманитарен карактер. Ќе бидат поставени кутии за донација на средства за лекување на Бојан Крстески, член на драмското студио Миладин од Струга, информираат од Центарот за култура. Влезот за фестивалот ќе чини 50 денари. Тројца пожарникари повредени при интервенција на пожар во Струшкото село Радожда, потврди во изјава за МИА командирот на територијалната противпожарна единица во Струга Фети Мазари. Пожарникарите се во добра здравствена состојба, а пожарот е целосно изгаснат, изјави Мазари. Според командирот, пожарот во куќа во близина на Струшкото село Радожда бил пријавен синоќа во 22 часот и 30 минути, пошто интервенирале 6 мина пожарникари. СВР Охрид соопшти дека тројца пожарникари кои го гаснеле пожарот со повреди од струен удар биле пренесени во општата болница во Струга, каде им биле констатирани телесни повреди, пошто биле пуштени на домашно лекување. Се работи на расчистување на случајот, велат од СВР Охрид. Во текот на вчерашниот и денешниот ден, 15 и 16 ноември, во повеќе градови во државава, меѓу кои и во Охрид, во посебни акции, полициски службеници извршиле претреси, при што се приведени 16 лица и пронајдени се повеќе видови дрога, пиштол, пари и други предмети. Во текот на вчерашниот и денешниот ден, во повеќе градови, во одделни полициски акции, извршени се повеќе претреси, и тоа во Скопје, Гостивар, Велес, Охрид и други градови, при што се приведени 16 лица, а пронајдени се амфетамин, марихуана, кокаин, други видови на дрога, пари, пиштол, дигитални ваги и други предмети. Во еден претрес во Скопје пронајдени се над 2 кг амфетамин, околу половина килограм марихуана, пари, пиштол, дигитална вага. Во друг претрес во Скопје пронајдени се околу килограм и половина марихуана. Министерството за внатрешни работи и во наредните денови продолжува со интензивните акции за сузбивање на нелегалната трговија со дрога. Јавното предпријатие Охридски комуналец во сабота 18 ноември ќе организира акција за подигнување зелен отпад од урбана заедница Радојца Новичич. Граѓаните кои живеат во споменатиот дел од градот, доколку имаат ваков отпад, треба уредно да го депонираат најдоцна до 7 часот на 18 ноември и претходно локацијата да ја пријават на дежурниот телефон 075 495 428. Зелениот отпад треба да е уредно оставен до контейнерите или на местата предвидени за подигнување комунален отпад. Со оваа акција се реализира во целост годишниот календар за редовни акции за кабасти зелен отпад за оперативната 2023 година, информираат од Охридски комуналец. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Најмалку 26 лица загинале, а 38 се повредени при пожар во управна зграда на фабрика за јаглен во северната кинеска провинција Шангси, објавиле државните медиуми. Повеќето од загинатите биле персонал во фирмата. Државната кинеска телевизија соопштила дека пожарот е под контрола. Спасувачките тимови евакуирале 70 лица, соопштиле официјални лица. Пожарот избувнал на вториот кат од 4-катната управна зграда. Причината за пожарот се уште не е позната. Полицијата привела неколку лица на сослушување, известила државната телевизија. Државниот совет на Кина испратил тим на местото на несреќата за да ја води работата за спасување и одговор при итни случаи. Израелските сили со летоци ги повикале палестинците да се повлечат и од јужните делови на Газа, потврдиле локалните жители, што сигнализира на можно ширење на воените операции на подрачјето каде што веќе се наоѓаат 100.000 палестинци кои ги послушаа претходните наредби за евакуација од северните во јужните делови на Газа.
Повеќе од 1,5 милиони луѓе интерно се раселени во Газа, а најголем дел од нив побегнаа на југ, каде што храната, водата и струјата се пооскудни, пренесува Associated Press. Раселените палестинци се наоѓаат во засолништа со кои управуваат агенциите на Обединетите нации и во семејни куќи. Во меѓувреме, портпаролот на израелската армија соопштил дека во рацијата на болничкиот комплекс Ал-Шива пронашле автоматски пушки, муниција, гранати, заштитни елеци и многу друга опрема, и тоа скриена во апаратот за магнетна резонанца. Ова јасно ги потврдува сомневањата дека Хамас ги користи болниците за воени операции, изјавил портпаролот. Стотици жени, деца и новороденчиња биле држани како заложници од вооружена банда во болница во Порто-Пренс на Хаити, пренесува Associated Press. Ние сме во голема неволја, изјавил директорот на болницата и побарал помош на социјалните мрежи, а за заложништвото биле обвинети членовите на така наречената банда Бруклин. За сега не се познати детаљите за инцидентот и не е јасно зошто напаѓачите ги зеле пациентите како заложници, наведува агенцијата. Во извештајот на Обединетите нации се наведува дека бандите се занимаваат со изнуда, киднапирање и насилство врз цивили. FBI вчера додаде водач на друга хаитска банда на листата на 10 најбарани бегалци за киднапирање и убиство на американски мисионери во таа земја, но призна дека фаќањето ќе биде тешка задача. Киевските градски власти ја отстраниле статуата на рускиот писател Александар Пушкин, која стоела на една од главните улици во Киев. Пушкин не е дел од украинската култура, изјавил советникот на градоначалникот на Киев. Пушкин се смета за основоположник на современиот литературен руски јазик и е меѓу првите во Русија кои почнале да пишуваат на народен јазик. Украинската влада ја повлекла статуата и од Државниот регистар на споменици од национално значење, а од Државниот регистар биле отстранети и голем број други споменици на руски и советски личности. Минатата недела непознати активисти преку споменикот напишале деколонизацијата не може да се запре и ја полеале статуата на Пушкин со црвена боја, пренесува Хрватски индекс. Почитувани гледачи, тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!